Почитувани представници на медиумите, чест ми е што денеска имаме можност овдека во Прилеп да бидеме присутни по повод завршување на градежните работи на ИКТ центарот, еден од капиталните проекти и инвестиции на Министерството за внатрешни работи, кој што е финансиран од страна на Европската Унија, и тука сакам да изразам посебна благодарност до Европската Унија за разбирањето, за прифаќањето на овој проект и за имплементација, заради тоа што ова е значаен проект за безбедноста, за зачувањето на интересите на граѓаните и на интересите на Република Северна Македонија, заради тоа што во случај на катастрофи, природни или предизвикани од човечки фактор, ќе може тука да се зачувуваат податоците и целосно системот да функционира без никакви дополнителни проблеми. Значи, ова е веќе една од фазите, градежната фаза, следуваат уште две други фази, а тоа е фаза на имплементација на проектот преку инсталирање на целосната информатичка опрема и на крајот обуката на вработените и започнување на процесот со работа. Сакам да се заблагодарам на градоначалникот на општина Прилеп, на Советот на општина Прилеп за несебичната поддршка која што ни ја даваа во имплементацијата, односно градењето на овој капитален објект, и јас очекувам дека таква поддршка ќе продолжиме и понатаму да имаме и да соработуваме заедно со локалната заедница. Ова е впрочем еден пример како треба да соработува локалната заедница и централната власт, посебно ми е често тоа го правиме заедно со македонската полиција. Така да очекувам дека во временски рок ќе се изведуваат и наредните фази. Целосниот проект е некаде во вредност над 11 милиони евра, додека оваа фаза е 3,4 милиони евра. Чест и задоволство и навистина гордост да бидете на чело на Министерството за внатрешни работи, кога после повеќе од 20 и кусур години ќе се гради капитален објект кој што ја прикажува визијата за безбедноста на оваа држава и на граѓаните. Значи, ние започнуваме со имплементација на целиот тој проект. Некаде до мај месец 2020 година би требало да заврши имплементацијата во делот на опремата, значи јуни месец 2020 да се стартува со обуките и со почетокот за работата.